Огромно задоволство. BMG Media Group и 1TV остварија уште една холивудска огромна соработка, така да покрај Мерлин, покрај Анджелина Джоли, покрај Мадона, покрај Лана Дел Рей, јас денеска имам нова колешка, а тоа е ни помалку, ни повеќе господја Круела де Вил. Така, доаѓа. Anita, darling. Мислам дека ќе биде интересно со господја Девил како ќе се одвива оваа соработка. Сега да видиме што имаме за почеток. Оваа девојка, за мене непозната, што се го крстила профилот Public Blog, нели? Или Personal Blog, односно, и се смета себе си за дека нешто блогуе. Од друга страна, фотографиите и се такви какви што се, и дадов едно медиумско внимание пред некој ден, и она на тоа профилот изгледа вака, и она на тоа вика како јас, со кое право су ми коментирал, шо и да су ми коментирал. Девојки, во минатата недела многу убаво ви објаснивме дека немате никаква основа за тужење и за критикување, освен да пишувате глупави и пораки без поента. Не сакам да ја прочитам нејзината порука, затоа што е бизарна, нема никаква основа за што и да е. Пред да пишете што и да е, информирајте се предходно, прочитајте си ги Инстаграм полисите и сватете дека еднашка, кога ќе објавите фотографија, таа веќе не е во ваша собственост. Така да, девојко, те молам, одби. Идеме. Шо мисли на ова? Многу ме интересира колешкава. Анджелина, за вакви реакции. Што се бунат? Така е. Чт, мок. Одиме следно. Лала. Има тука некои мисици. Дали ова мис хотелска соба? Каде тргна мисицава? Кај тргна мисицава и на каков избор е отидена, али битно има трака на која што има пишува Македонија. Па мене, јас не се осеќам горд со таа трака, нити што сум македонец, нити што има некоја си представничка што ја представува нашата земја, што изгледа вака. Каде е ово? Каде? На низиниот Инстаграм профил во хотел се сликала сама по купач и при тоа изгледа вака без врска? Еве ја мисицава од позади. Битно од позади мора да се слика. Девојко, па изгледаш како да те ударале. Како на песокот, како на камењата си лежала и да си станала, зошто си ја ставила оваа слика? Предходно си нешто као атрактивна, згодно хотелска соба и имаш трака дека си мис на непознат избор, односно си мис хотелска соба, и после си излегла на плажа со ноџињава искривени, со купачиот, со задникот кој притоа не изгледа добро. Ова веќе не изгледа добро. Ако се сликате вака, тогаш изгледате добро. И што е со тие избори? Па ја брукате државата, се брукате самите себе. Се внимавајте на какви избори одите. Дали се тоа зашто се тоа избори, мене не ми е јасно. Ајде да се јавиме на Мерлин Монро. Не, ова не. Имам уште една мисица. Ова е као така, тънка, повторно во хотел, а предходната беше мис хотелска соба, а ова е мис лоби, односно мис фоаје. Пошто јас не знам нити кои се овие девојки, нити на какви избори одат, какви се овие фотографии, какви се овие халинетини, какви се тие косишта црни. Адамс Фемили, битно, повторно има трака, рака на струкче, на кукче и ноđето напред. И она е некоја си мисица, финалистка, суперфиналистка, полуфиналистка, мајко света. Вртете и на Мадона, шо е со мисициве? Отиде ноđето. Не може. Не проаѓаш у свет, ова у 21 век, ова не постои, ова се рачуна, сакам да бидам манекенка, односно сакам да бидам квази старлета.
Што имаме следно? Трендот на... Јас немам ништо лично против корективната хирургија, нити имам ништо лично против зголемување на усти, ставање ботокс, импланти, како и да е мејкап, додавање, фотошопирање на фотографии. Мислам дека тоа треба да се прави. Меѓутоа, тоа треба да се направи на вистински начин. А додека изгледате вака, не. Ова е не. Што е ова? Што е ова, драги гледачи, ке ми пукне душата? Што е ова? Прво, лошо фарбана коса. Исклучително. Лош додаток, кој виси као мртва мачка, да ми простите, вака, петардиран надоле, у друга боја. Што е со розевово блузиче и што е со устава? И повторно имаме лик, односно фаца, како да смрди нешто под нос, ама на оваа као на благуњаво малку да и доаѓа. Веројатно има таков ароматизиран некој карми. Мајко света помош, спасете ме. Што направи девојчево? Што направи девојчево? Зошто некој сака вака да се упропасти? Зошто некој сака да има да изгледа вака? А очигледно станува збор за убава девојка и повторно не ја и смрди под нос. Па девојка, ако правите усти за да ви смрди под нос, не го правете тоа. Не се упропастувајте. Идете кај добар доктор, направете го тоа на добар начин, не сте нити први, нити последни. Што полнат усти. Има усти што се направени кој што треба, али ова не е кој што треба, ова е погрешно. И уште се сликала и се објавила. Ку. А ова? Повторно. Устата повторно, фацата со стиснат нос ми смрди под нос, тоа е тој лик. Веги прецртани, шминка полу апликација, полу реално, полу нереално, сакам да бидам кукла, ама на погрешен начин. Девојче, не се прави ова вак. Имаш толку Инстаграм профили добри светски, имаш туторијали на YouTube. Ако веќе гледаш и сакаш да направиш нешто кој што треба, па направи го тоа како треба, не го прави вака. И позата со рачето, демек мала ти е устава, па да ја даеш до значење, па и очиве, па си го стиснала носот. Не. Затоа ќе му се јавам денеска ексклузивно на еден мој пријател. No, God! No, God, please, no! 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 И јас викам така. Така е. Страшно. Одиме следно. А ова што? Каде? Каде со беливе хеланчиња, каде со позава, каде со косава, каде со чевливе, со крзно доле, на калдерма. Зошто бе девојко вака? Зошто се представувате во најлошото можно издание? Зошто го правите тоа? Зошто си го правите ова сами на себе, наместо да го извадите најдоброто од себе? Вие на публиката им го покажувате ова на вашите профили, притоа мислите дека сте кул, дека сте повторно сакате манекенки да бидете пејачки. Ви реков, ако сакате да бидете тоа, микрофонот у раце, у велково мејанче, така у Македонија, од тамо се почиња кариера, па тамо малку ќе играш, малку ќе пееш, малку ќе забавljаш народ, малку ќе те кубат за таа косата, па евентуално за 15 години, ако имаш потенцијал, ќе станеш некоја си квази пејачка, пошто ни за тоа не те бива. Каде бе девојко тргна? Ајме, мајко света, Господе Боже. Леле, драги гледачи, па ќе ми пукне душата. Па јас сум човек што сака да гледа убави работи, што Белја ме најде ова да го гледа. Што Белја неа ја најде да се бенди са вак. Јас ќе ја преживеам, а Мона се гледа ваква секој ден у огледало и мисли дека си се бендисуе. Јо, куку, дај да звонам на Мерлин Монро, шо е ова? Па нормално дека но, треба да гледам. Леле. Ким Кардашијан за автопат. Буквално. Шо е со косиштево? Да бидам Јелена Карлеуша у косата, да ми е до земја, а притоа е пластична, испогорена, искубана, исчупана, ништо не е кој што треба. Да бидам Карлеуша у косата, да бидам Ким Кардашијан у фацата со најлошиот можен мејкап
идеме црвеното е модерно, да го извадам деколтето, да си облечам едно Касандра карнерче и да се сликам у кафана со позади дзидан дзид, недомолерисан и тањир храна. Девојко, те молам, бриši ги вие фотографии ради собствено добро. Немој да се представуваш у вакво светло, а заради тоа ќе ти ја викнам сега Анджелина. This curse will last to the end of time! Нема. Ова пали. Тука е бескруполозно. Леле. Истата со истата грешка. Прво, што е со... Ај купачи од горниот дел, не знам дали приметувате на претходните фотографии. Има градина, овие нема гради, фотошоп апликација дали работела, дали не работела, дали се импланти, упрашање не навлагам у тоа. Ја гледам као цела композиција и гледам како ете девојка која прво повторно шо е со косава, шо е со шминкава джигер боја. Шо е со шминкава джигер боја као со боксови да е шминкана, шо е со телово, како е оваа фотографија едитирана, повторно е сликана у некои шуми, у некои ливади тамо, идеме со шорцеви, нешто да биде кул, горе имам као купачи, доле имам шорц, а све тоа изгледа катастрофа. Почнувајќи од косата, карминот, зошто, кој носи ваков кармин со купачи? На плажа вака одите? Мајко, сачуве свети Боже. Не, и сега ќе се јавам ексклузивно на најновата колешка на Круела да види што мисли она за оваа модна, најмодна катастрофа од естетика и од фотографија од све. Епа ќе ти се... Епа тоа е. Тргајте. Македонија земјо на чудата, земјо на љубителки манекенки да бидат пејачки, да бидат инфлуенсерки, да бидат. Јас за денеска од мене толку, ќе ви се одјавам од ова издание на Студио 1 на темата мода и со мене се гледаме во утрешното издание на истата тема, а ќе продолжиме со колегата Сладжан Ивковиќ на темата спорт.